За нешто повеќе од 4 месеци низ Македонија транзитирале над 200.000 бегалци и мигранти. Од промената на законот за азил до денес, најбројни се државјаните на Сирија кои пристигнале во Македонија. Повеќе од половина или околу 135.000, 44.000 се афганистанци, а останатите се од Ирак, Пакистан, Иран, Сомалија, Конго и други земји. Досега само 70 лица побарале азил во Македонија. 50 од нив биле од Сирија, а 15 деца. Бројките се огромни и ги срушија сите предвидувања дека со заладувањето ќе се намали миграцијата и бегалската криза воопшто. Сепак, наместо намалување, бројот на мигранти на дневно ниво во прифатниот камп во Гевгелија се зголемува. Просекот е 3.000 луѓе, а има денови кога низ државата поминуваат и до 6.000 бегалци и мигранти. Too much a problem. The first problem when I cut the sea between Greek and Yunnan, and after this problem when I come from Yunnan to here. Yes, there's the police in the Yunnan is make trouble with the people and it's not given good relation with the people. All the people is coming from the war. All the people try to found good education, good life for the child, and the health, for everything. My family now is in the Europe. I'm not easy to come. The people from in Turkey take too much money to cross the sea between Greek and Turkey. I found too much trouble. Во изминатите 24 часа издадени се потврди за искажана намера за поднесување барање за азил на вкупно 3.687 странски државјани, од кои 1.841 се од машки пол, 585 се жени, 733 деца, кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 528 деца кои патуваат без родител.